минути, 5 minutes. Значи, пред стартот сме на првата трка ултрамаратонска овде во Варош во 8 часот, а тука пред стартот, тоа е најдолга на 40 км, се двајца гости, учесници од Бугарија. Да ни се представите, кои сте вие? Аз съм Стойчо Станчев, на 45 години, Од кој град? от Несебър. А вие? Аз съм Калин Якимов от град Варна. Сега, 45 години пак. сега што можете да ни кажете, како се заинтересиравте вие за да учествувате овде токму во Прилеп? Ами аз вече бягам, тръчам от няколко години. Поначало съм планинар. Покрай планините открих и планинското бягане, планинското тръчене. И Како вече се запознавте со овој? Ами ние сме Наслов. всъщност от един район, бягаме в един район, тренираме в един район, така че Състезание. се засякахме по планините и запознахме и така, и си поддържаме връзка. Кои информации ги имавте пред овој настан да се одржи? Пред да се одлучите за да учествувате? Ами- Кои информации ги добивте за Прилеп? От приятели научихме, също има един българин, който е бягал тук миналата година и се е класирал много добре, Петър Христов. Той си има YouTube канал, също снима и беше направил много хубав филм. От него също се така... От неговото видео също много ни хареса трасето и решихме да се запишем. А се одлучивте за най-долгата релация 40 да, км. Защо да, баш? аз обикновено бягам дълги дистанции. Нали? Предпочитам по-дългите дистанции. Не съм бърз, нали? Но пък явно имам издържливост. И предпочитам по-дълги дистанции. Аз съм бягал почти всички ултрамаратони в България над 100 км. Така че нямам проблеми с това да избягам 40. Нали, няма да гоня време. Въобще, дали съм от идеята, че ще стана първи, там, трети, десети, дали, просто да го завърша нормално в катофа. Това е. Кои се вашите цели овдека? Дали одите може би на висок пласман? Биче има 50 например. Не. Да завърша нормално, без травми, без проблеми. Това е. И да се забавлявам. Сте обтоварени со пласман, значи. Да. И да се забавлявам най-вече. И това е. Основно това е. Всичко да е наред. Всичко да е наред. Да се забавляваме, да е. Сърце и газ. Яко. Овде, овој настан е насловен со Крали Марко Трейлс. Значи, што знаете за Крали Марко, историска личност? Голям юнак, аз казах вече. Това знаем. България Да. знаете за Крали Марко? Не Той е знаем. от Прилеп. От Прилеп ли? Това не го знаех, наистина. Това не го знаехме, да. Това не го знаех, но да. И в България има много такива места, където Крали Марко е бил там. Нали, той е обикалял с целите Балкани общо взето. Да, и аз това знам, че е голям юнак, силен и здрав. Забележително сте свързани с Крали Марко в България. И сега ще бягаме където е ходил, където е бягал той. Да, по неговите пътеки. По неговите пъти. Да, точно да, по неговите пътеки. А и овде има и убава природа. Страхотна, феноменален. Камъните са много красиви, много ни харесаха. Всичко е много красиво. Гледам дека и времето ще биде много Времето хубаво. ще бъде, да, времето ще бъде уникално. И всичко да е наред, всички да са здрави, да няма травми и това си пожелаваме. Да го завършим успешно и да няма някакви кризи. Що мислите за конкуренция в овие 50-та природа? Ами, не. Дали са запознати кои че Не. Аз не гледам такива работи. Да си го завършим в контролното време, нормално, без да има някакви тежки... Всичко да е наред. На оваа релација 40 км, кои се вашите до сега најдобри постигнувања, најдобри резултати? За колко време ова го имате претрчано? Трудно е да се каже, защото всяко трасе е различно. Има лесни бегаеми трасета, има технични трасета, където трябва да внимаваш много. Тук явно е технично. Нали? Не е чак толкова бързо според мен, защото е повече камък, трябва да внимаваш, нали? Да не се прибиеш някъде. Сега все пак си има и солидна денивелация, положителна. И различно трасе. Има едно състезание в България, което много прилича на това, като профил. Нали? Подобно
подобна дължина, там е 42, с 2500 денивелация, подобен терен, нали? Там съм стигал около 6 часа и половина, като време. Но тук не мога да кажа. Просто Вие ще... друго трасе. Ами аз... Кое е вашето най-добро постигнуване? 6 часа и половина някъде, но пак зависи от терена. Както каза Стойчо, много зависи. 8 часа, че тръгнете до 14 часа? Това е така мислим, ще видим. Каквото покаже Крали Марко. Ако е добър с нас, и ние ще бъдем добри. Лека по лека. Въобще не се отоварвате. Не. Да се забавляваме. Да. Кай вас в България какви тръки има? Вака ултрамаратонски. Има. И кога се удържават? Има доста има. И аз обичам такива точно с голяма денивелация и сингъл трак пътеки, такива единични пътеки, каквито са тук. Такива. И от Македония, например, че там, в България? Или само от България? Идват. Има македонци доста. Значи има едно състезание, което може би е най-трудното в България, Пирин Ултра, което се провежда в Банско. Там най-тежкото, да, там е... Изключително тежко, да. А що е тежкотията? Тереното така? Камън и терен, много висок. Те са няколко дистанции там и всъщност има една, която е Пирин Екстрим. Тя минава през най-трудните участъци на Пирин, през Котешки чал, Кончето. Това са едни скални ръбове, които са си даже опасни. И то е 38 км с 3500 денивелация, много сериозно трасе. Пирин Ултра, то се 100 мили, 160 км с 10 000, 11 000 денивелация. Изключително трудно състезание, така че... Но има доста македонци, засичаме... От Балканите изобщо има силно участие. Меѓутоа, што имате и вие во Бугарија вакви слични трки, значи можем да заклучам дека подготвени доста... Надяваме се, да. Надяваме се. Това ни е първо състезание за сезона и сме още свежи и се надяваме всичко да е наред. Кои бе вашите последни подготовки за овој надпревар? Преди една седмица някъде. Аз се подготвям, реално не съм спирал цяла зима. В Прилеп петък вечерта. Петък вечерта. Довде имахте време да се запознаете? Вчера бяхме в Селичка планина, качихме връх Чуле и Ливада, качихме вчера. Много ни хареса, много наистина. Просто за малко така да свикнем с планината, с въздуха, с всичко. Просто от туризъм, нали? Беше... Хареса ни много, аз искам да дойда друг път. И да имам повече време да разгледаме всичко. Да се запознаете и с луѓето дека што живеат. Точно така. Една селба Варош во Прилеп. Варош. Аз последно бях преди няколко месеца тук. Тогава качахме връх Голем кораб. Но не на състезание, просто туризъм. Страниците на гърба и... много ми хареса и тогава планината. Ами не е много често. Не е много често, ще започнем да идваме често. Аз за първи път идвам в Македония и за първи път в Прилеп. Аз не съм за първи път в Македония, но ще започна да идвам по-често. Особено на такива състезания, на такива бягания, нали, такива събития. Явно ще започнем вече насам да поглеждаме. Въпреки че е далечен. Все пак имаме цял ден път, нали, шофираш 12-13 часа, зависи колко е. Но аз също искам да дойда пак. Ви благодаря много и пожелувам много успех. Благодаря. Пред стартот сме на првата трка на 40 километри, каде што има 25 од Македонија и 25 од странство. Меѓу тие од странство се и од Србија. Еве, најдовме една од женскиот пол. Да ви го честитаме прво празникот. 8. март денеска. Hvala za čestitke i mi ovde jesmo kao strani, ali u stvari smo domaći, pošto dolazimo svake godine na Krali Marko i mnogo volimo ovu trku, tako da... Koji put vi je ovde kao u Prilipu? Ja ne znam, ja sigurno 6. i 7. a i drugarice isto tako po nekoliko puta. Ja se nadam da će da bude sve više i više, u stvari nas od stranskih, jer je stvarno divna trka. Da ni se predstavite, koja ste i od koji grad dođete od Srbije? Ivana Cenerić, iz Beograda, živim u Sokobanji.
Како се одлучувате да дојдете токму во Прилеп? Што ве привлекува во Прилеп? Ja sam došla prvi put u Prilep, ja mislim 2017. autobusom sa transportnom vrećom. Ja sam čula za ovu trku da je lepa i od tada se vraćam stalno kad god ima trka. I mnogo volim Prilep i super mi je ovde, onako baš uvek nam je lepo i družimo se i idemo u kafanu i uživamo u svakom trenutku. Името на трката е Крали Марко Трейлс. Што вие во Србија знаете за Крали Марко? Pa nama je Kralj Marko deo isto kao i vaše i epske poezije i istorije, tako je. I naravno da svako ima neke svoje gledanje na Kralj Marka, tako da i nama je on neki epski junak, ovde je drugačije predstavljen, ali ja mislim da svi onako smo vezani za Kralj Marka u nekom delu istorije. Добро. Кој е вашиот најголем успех во кариерата? U karijeri? Pa ne znam, Ohrid Ultra Trail na 105 km, prvo mesto, ali Кога се одржа тој? To je bilo pre 2 godine. Pre 2 godine na Ohridu. Znači 2023. četvrte. А на 40 km? A na 40 km mislim da sam bila... Koje vreme? Mislim da sam imala nešto oko 5 sati kad je bilo onako malo ružnije vreme, pa me poteralo da idem brže, sad ću malo da uživam. Што мислите за конкуренцијата сега на оваа трка 40 km? Konkurencija, evo, došle su i koleginici iz Crne Gore i baš je dobra sada 40 konkurencije. Dobri trkači su došli. А од Србија вкупно сте, колку што разбрав, 5 учесници. Ima nas, ja mislim 5, da. Има ли добри ултрамаратонци кај вас? Kako da nema, imamo i ovde su neki koji... Сигурно има и вакви слични настани што се одржуваат во Србија. Ima dosta i kod nas trka, ultramaratona malo manje, ali imamo dobre ultramaratonce, pogotovo ženske, mislim da više se žene opredeljuju kod nas na te duže distance. Има ли доста од женскиот пол сега пријавени денеска, баш на 8 март, овде на тркава? Pa mislim da smo mi sve žene došli iz Srbije, ne znam da li došlo neko muškarci su ostali da slave, verovatno mi smo došli da trčimo. Како тоа не е баш вообичаено женските да се подобри од машките? Poklonili su nam da idemo na trku. Добро, што друго ќе ни порачате на овие што го сакаат овој спорт, маратонот? Mi volimo pre svega da budemo u šumi i na planini, tako da tamo da je ovako lepo i mi nemamo ovakve predele, ovaj kamen i granit i sve ovo je nama jako upečatljivo, tako da kad god imamo prilike da idemo na nove planine, na novo mesto, to nas vuče u stvari na ove trke. Ви благодарам и ви пожелувам што поголем успех денеска. Hvala najlepše. Здраво, јас сум Мери Мирчевска. Од Прилеп? Од Прилеп, да. Моментално не сум повеќе прилепчанка, живеам во Германија. Иселена сум од Прилеп веќе 6 години. Меѓутоа, спортска јавност, оние сите што го сакаат спортот, треба да знаат дека вие имате големи успеси и треба Прилеп да биде запознаен со тие успеси. Кои се тие резултати, на што трчате, дали само најмногу ултрамаратон? Мојата најголема љубов е ултрамаратон. Се што е над 100 километри, добро може и 99. Меѓутоа, во последниве години немам толку прилика да се занимавам со овој спорт поради родителски одговорности. Јас и мојот сопруг Александар Стојковски пред 2 години добивме близнаци и сега сум оневозможена понатаму да се надпреварувам. Јас го сакам тој спорт, се надевам дека наскоро повторно ќе се вратам, меѓутоа јас не сум истата јас. После таа близначна бременост нормално има последици, али сепак ќе продолжам на рекреативен начин да учествувам во тој спорт, не од такмичарски аспект. Повеќе. Сепак се одлучивте денеска да се пријавите за учество на една од овие трки. Токму денеска на 8 март ви го честитаме прво празник. Благодарам, му го честитам 8 март на сите припаднички на понежниот пол. Јас од љубов кон планината, кон природата и кон трейл ранинг, од љубов и од мотивација без тренинг ќе ја поминам стазата од 13 километри без никаков проблем. Воопшто не го гледам тоа како никаков предизвик, туку само како љубов.
13 километри за вас се ништо ако знаеме дека сте истрчали и 160 колку што слушаме. Да, 171 Која е најдолгата релација? километар. 171 километар со преку 10.000 висинска разлика пред 100 години на UTMB. Тоа е една од најпознатите светски трки која што се трча околу масивот на Мон Блан во 3 држави. Во Франција, во Швајцарија и во Италија. Кругче се врти. И кој е вашиот најдобар досега резултат што го сметате, што треба да го знае јавноста? Јас досега немам постигнато најдобар резултат, бидејќи кога... Личен успех, кој е најдобар? Па еве завршувањето на овие две трки од 160 и 171 километар го сметам за еден добар резултат. Подобри резултати имам постигнато на трки од 100 километри. Бидејќи не бев доволно спремна за 160 и 170 километри, меѓутоа зедов учество, повторно би рекла, од љубов. Ме мотивира едноставно спортот, ме понесува и иако бев свесна дека не бев спремна за толку километри, сепак зедов учество и завршив. Не постигнав некое кој знае какво место, ама сепак добро истрчав. Зборувате за пласман. Значи битно е да се истрча пред се. Не, битно е и да се постигне висок пласман, бидејќи јас тогаш не трчав од рекреативен тип, туку од такмичарски тип. А сега сум рекреативец. Сега ми е битно да завршам, не ми е битно да победам. Но тогаш да, вложуваш многу време, енергија, труд, жртви во огромен размер вложуваш и нормално дека е битно да постигнеш и место. И што мислите за денешнава трка? Како ќе биде? Прекрасна организација, се е супер, прекрасна организација, подобрена е организацијата во споредба од минатите години и јас учествував на некој начин во обележувањето на патеката, толку можности имав и времето е наклонето на страната на такмичарите, што претходните години не беше. Би требало оваа година да се постигнат рекорди на патеката, бидејќи е перфектно времето. Многу влијае врз трчањето. Мора да има хармонија меѓу времето, такмичарите, за да се постигне рекорд на патеката. Инаку не може да се постигне. Ви благодарам и ви пожелувам многу успех и денеска. Ви благодарам, се најдобро. 5, 4, 3, 2, 1, start! My name is Erzan Zuberay from Kosovo. I'm the champion in trail and ultra marathon. Today is my first time here in Prilep and it was good. The route was very good, the weather perfect and I enjoy it. I'm second and everything is good. Yeah, it's a little bit technical, but it's mostly perfect. For the running, it's very good, very good. Yes, Prilep, it's beautiful. I like it very much. I enjoy the nature and it's a very good place. I read it a little bit about that yet, I know. And I think it's a good person. Yes. Yes, very famous, yes. Yes, of course. I will be next year again here. Thank you. 23. На 23 километри. Да. Како се викате? Златко Карчевски.
Од каде? Од Прилеп. Значи Прилепченец прво место. Да. Тука на домашен терен. Очекувавте прво место? Па не знам. Не бев запознаен со конкуренцијата, дадов се од себе. На крајот се исплати. Како помина трката? Супер. Добро познат ми е теренот, немав некои онака изненадување. Дали од почетокот го презадовте водството? Да, И до крај? до крај. Кој беше најголем конкурент? Не знам кој е втор, на вистина. Далеку се другите? Не знам. Не знам, напред бев цело време. Сега ќе видиме која ќе се. Како помина, напорно беше? Таман. Пресметан зијан, што би рекле прилепчани. Време во преубаво. Топ, преубаво, малку жешко за мој вкус, ама добро. Дали на други места победувавте на трките? Па некогаш победувам, некогаш не. Само кратки изјави ако може. На која должина? 13-ка, второ место. Второ место. Кристијан Задоволен Киров. од трката. Одлична организација. Од каде сте? Кој Од сте? Штип. Кристијан Киров од Штип. Ултра, значи. Ултра трейл тим, да. Ултра Дали трейл можевте и тим. на прво место да одите? Па, не имаше шанси, но побрз беше првиот. Да. Тој им кажа. Кој е вашиот досега најдобар резултат? Најдобар резултат. Прво место на Пелистер на 9 км исто така трейл трка. Значи ова не е некој изненадување. Па не, да. Да, на кратки штази по-добро ми оди. Крали Марко прв пат. Не, Крали Марко имам трчано 3 години, 3 пати на 23 км, ово е прв пат на 13. Дали ќе те видиме пак во Прилеп? Секако ќе дойдеме наредна година. Предел не се пропушта Да, така. Александар Милевски, да си жив и здрав. Многу добра трка, најстара кај нас. Техничка, сите три се технички, има многу конкуренција и на сите така уживавме денеска во добро време. Болка или задоволство е ово трчање? Задоволство секако. Секако, ама има и многу болка, не е само... Па зависи колку Треба да е тренираш. спремен човек. Така, супер. Дали е ова најдобриот резултат во кариера? Прв пат трчам тука, на кратката. И најдобро, нормално. Нормално. Прво од прво. Прво трето место. Да, прво трето. Во споредба со други трки на други места? Па, добро, може да се каже. Може да се каже. Не сум по кратки дистанции, ама условите такви беа овој пат. А најдолга која си трчал? Имам долги ултри, 100 и нешто, да. Така да. Добител и назад одија. Фала. I'm born in Russia, but now I live in Serbia and still didn't learn Serbian well. Yeah, no problem. So- That's why the flag is Serbian. That's why we talk. Yeah. Cool. How do you like the place? First time here? Second. Second. So that's why you come back. You like it. Yeah. You're gonna Really, come back. really beautiful mountains, super nice view, good weather, pleasure, people. You're a second place in this trail. You know that? No, You are second. So congratulations. thank man. you. We're gonna see you on this spot after a while. Nice. Right. What's your name? Konstantin. Konstantin. Yep. Konstantin Serebryanitsky. Serebryanitsky. Wow. Nice It's to meet you. it's hard for name even for Russian. Yeah. So Congratulations. thank again. you, thank you, and. Благодариме. Фала. Кој сте вие? Јас сум Марија Устичик Од каде? од Скопје. Од Скопје. Да. Прво место, Прво место, да. Честит празник. Благодариме многу. Прекрасна беше Која трката, трка беше? прекрасна организација, 13 километри. Како поминате? Одлично. Прекрасна трка, многу живописна, многу интересна, технички терен, многу захтевен, многу убав, ама реално се на се одлично. Прекрасно беше. Прекрасно искуство. Ви благодарам. Каде се? Па и сега треба да дојдат. Втората Значи, не за се кратко. Па за едно 200 места, 300 метри треба да дојде втората. Кој е вашиот најдобар резултат во кариерата? На ова До сега? па многу и на и не е спринтерски, најдобар што- не воопшто. Прва од даните И спринтерски, и планински, и 10 километри, и полумаратон и така натаму. И 5 километри, така да, и улично и планинско трчање. Како ви се бедисува ова Прекрасна, организација? прекрасна. Значи, Прекрасно, да трекс. пак овде. Секако. Трекс со одлични организатори се, прекрасна трка и оваа и водна матка. Така да, тоа е тоа. Се нива. Добро. Беше ти